Јас се извинувам, задоцнев малку на седницата, така што не успеав да ги слушнам образложенијата на членовите на антикорупцијската комисија, зошто е одбиен приговорот, и ќе почекам да добијам официјален одговор за да можам да го коментирам. Според образложението е дека донесена одлуката на 5-ти, распишани се изборите. Распишани се изборите на 6 август и поради тоа е одбиена, и исто така и комисијата рекоа дека се ненадлежни исто така да постапуваат, односно дека има други органи каде што би требало да ги поведите постапки. Во однос на тоа кога е донесена одлуката, јас можам да ви приложам документ со датум и го носам оригиналниот документ со мене кога ми е врачена одлуката за разрешување, а во однос на тоа дали е надлежна или ненадлежна комисијата и дали ќе поведам постапка пред други органи, тоа јас ќе одлучам, но генерално секако дека ќе инсистирам правдата да излезе на виделина, бидејќи никаде во одлуката за моје разрешување не стои датум 5-ти, туку стои датум 11.8, кога и сум ја примил одлуката за разрешување. Од тој датум, како што е таа одлука за разрешување, како што е записникот за примопредавање на должноста, записникот по кој сум ги вратил документите, значи се она што сум должел како директор, и периодот од 5-ти, како што тврдат, до 11-ти во кој сум подпишувал сосема легитимно документи, а според истата таа одлука која ми е врачена на 11-ти мене и на лицето кое го именуваа за вршител на должноста директор на Јасен, е спроведена и постапка во Централен регистар на 18.8. Така што јас не знам кој во целата оваа работа се прави лут или збунет, но очигледно е дека постои фалсификување на документи ако некој тврдел дека тоа се случило на 5. Ако дозволите, јас можам да ви покажам оригинален документ, значи не знам како комисијата разгледувала и што разгледувала, и ќе имате прилика значи да видите, еве го оригиналниот документ. Ве молам, можете и да зумирате со оглед на тоа дека јавноста треба да знае. Еве го бројот од кој е заведен, еве на кој датум е заведен, еве што стои во член 3. Оваа одлука влегува на сила на ден 11.8.2017 година. Еве го подписот на председателот на управниот одбор, оригинален документ од Јасен со подпис кога јас сум примил 11.8. Која е причината некој да констатира дека ова се случило на 5-ти? Јас навистина не знам. А вие кога го добивте решението дека сте Господјо, сега ви реков 11.8, гледате што пишува овде. Кога ве разреши? 11.8. На 11.8, господјо. Пишува тука, оваа одлука важи од 11.8. Донесена е на 11.8. Претходно што работеле они, во кои околности свикувале некои управни одбори, донесувале заклучоци на тие управни одбори, јас не знам. И тоа не е мој проблем, бидејќи има таму правила по кои треба да се однесуваат. Статут на предпријатието, деловник за работа на управниот одбор, треба да се свика управен одбор, во се разбира кој рок законски предвиден, со која точка на дневен ред, значи ништо од тоа немаше добиено јасен како акт, за да на 5-ти тие одржат нешто што одржале или не одржале, да го заведат тоа на 7 август, за да на 11 август повторно јас присуствувам на седница на управен одбор и од мене управниот одбор бара на 9 август да свикам седница за 11 август. Зошто барале од мене да свикам седница на 11 август, кога немале потреба тоа да го прават ако ме разрешиле на 5? Колку време бевте вие директор и колку вработување во вашето време има? Околу 3,5 месеци и никого не вработив. Бидејќи по законот за избори до периодот на формирање на влада немаше одобрение за вработување никого, ниту пак имав намера, бидејќи во јасен беше во процедура промена на систематизацијата, и се додека таа систематизација не се заврши според законот од 2014-2013 година, не може да се вршат вработување по стариот закон. А договори било какви за ангажирање на нови лица во Јасен? Јас имам ангажирано само едно лице во договор на дело, на место на тоа што едно од лицата кои претходно беа ангажирани се откажа од договорот и имав потреба за ангажирање на едно лице, и тоа во периодот од 1.8. беше ангажирано тоа лице. Останатите сите беа од претходно ангажирани. Така, зошто толку сакате да останете нова? Не сакам да останам.
Навистина не сакам да останам и немам намера да се вратам во Јасен и да ми понуда да се вратам, туку сакам да се испочитува правото. Значи, прекршено е правото, законот, правните процедури се прекршени и нема никаква врска со личната желба на Оливер Андонов да остане во Јасен. Оливер Андонов е универзитетски професор и сака да се врати на универзитет, да си ја работи работата која ја работи голем дел од животот свој во областа на безбедноста, одбраната, мирот и конфликтите, како универзитетски професор. И немам никаква желба да се вратам во Јасен, но почитувам легалитет и почитување на правото во Република Македонија за тоа дали некој ќе биде разрешен, ќе биде поставен, во која процедура и така натаму. Да побараа од мене управниот одбор да си дадам оставка, можеби ќе се договоривме и да си дадам оставка, ако им беше така полесно. Да почека до 26 октомври, по автоматизам ќе ми истечеше мандатот, ќе може да се распишат избори за избор на нов директор, легална процедура да направеа. Во основа, знаете како, да сакаа да направат легална процедура, може и во периодот од 18.7. кога се формираше новиот управен одбор, па се до 5.8. да распишат конкурс за избор на нов директор, бидејќи и статутот им го налага тоа, дека 3 месеци пред истекот на мандатот на директорот се распишува оглас за избор на нов директор. Мене ми е жал што преку медиуми мора да ги учам како се спроведува право. Очигледно е дека генералниот секретаријат на владата, подпомогнат од адвокатската фирма на Костич, во соработка со управниот одбор, дојдоа во ситуација да постапуваат противправно, не сакајки да читаат, односно да се информираат за тоа што е правото и како треба да се однесуваат во однос на разрешување на директорот на Јасен. Затоа, секако се надевам дека во државата судовите ќе покренат, ќе донесат соодветна одлука на која некој ќе треба да одговара. Од каде комисијата утврдила дека е на 5 извршена одлуката за разрешување, јас навистина не знам, но и мојата одлука за разрешување и одлуката за поставување на новиот ВД директор е од 11.8. Записникот за примопредавање, ако сакате и него можам да ви го покажам, е составен на 11.8 и потпишан од нас двајца.